Почитувани. Кога функционерите од СДС на пресконференција велат дека животот во Македонија дошол, забораваат да кажат дека навистина животот е дојден, но не за сите граѓани. Туку за нив и неколкумина нивни најблиски, кои секој ден се вдомуваат низ јавните предпријатија и институции, додека високо образован кадар ја напушта државата. После предавството и срамниот договор со Грција, во кој се бришат Македонија како држава, македонците и македонскиот идентитет, договор за кој гласа и прилепските пратеници Хари Локвенец и Кети Смилеска, на виделина излезе уште една срамна вистина. Ненародната влада, предводена од СДС преку Фондот за иновации, на Гинис ДОО ќе исплати сума од речиси 10 милиони денари или околу 160.000 евра. Дали Хари Локвенец е косопственик на оваа печатница, која треба да добие ни помалку ни повеќе со првиот бран околу 160.000 евра. Прашуваме што ќе иновира оваа печатница. Дали овие средства можеби ќе бидат наменети за печатање на нови документи, кои согласно капитулантскиот договор со Грција ќе мора да се издаваат наново. Дали можеби продажбата на името и двојазичност на цела територија чини толку пари. Македонија не памети непотизам од олкави размери. Пред скоро време, со одлука на Совет, беше изменета одлуката за утврдување на критериуми и стандарди за поставување на урбана опрема, специјално за да можат луѓе од редовите на СДС со своите локали да ја запоседнат речиси цела Прилепска чаршија. И додека обичниот граѓанин врзува крај со крај и размислува како да го преживее денот, некои поединци се богатат на големо на грбот на народот. Дали ваквата промена се направи за да се задоволат апетитите на Сугаревски и Тумановски? Почитувани, тоа не е се. Во локалната самоуправа, со смена на локалната власт и доаѓањето на Илија Јовановски на функцијата градоначалник, прилепчани сведочат за вработувањата по партиска линија. Градоначалникот Јовановски да излезе пред јавноста и да каже колкава е точната бројка на ново вработени во локалната самоуправа, после преземањето на локалната власт од СДС и врз кој критериум се бираа истите. Дали, како главен услов за вработување, е роднинската врска, пример внука од сестра, блиски пријатели, активисти на шарената револуција, кои пред 2 години ја урниса државата и работата на сите институции. Дали ова е партиската војска која треба да помогне околу протуркување на катастрофалниот договор со Грција. Штетата која се прави со секој изминат ден е огромна. Македонија и Прилеп никогаш не се наоѓале во полоша состојба. Народот се чувствува изманипулиран и прелажен. Затоа, мора што поскоро ова политичко лудило да заврши. Затоа што Македонија заслужува да оди напред. Ви благодарам.